Во новата година, председателот на Еквадор, Гилјермо Ласо, објави дека земјата постигнала договор за слободна трговија со Кина. Договорот се очекува да го зголеми еквадорскиот извоз на земјоделски производи како ракчиња, банани, какао и кафе. Двете земји веќе имаат трговска размена во висина од околу 10 милиарди долари годишно. Еквадорските власти велат дека со нетрпение очекуваат церемонијата на подпишување во следните неколку месеци. Estimamos que este proceso podrá terminar. Очекувам овој процес да биде завршен во првиот квартал од годината, најдоцна април. До тогаш очекуваме да одредиме датум за церемонија на подпишување со претседателите на двете земји. Постои одредена загриженост дека специјален трговски договор меѓу Еквадор и Кина може да ги оштети односите на јужноамериканската земја со САД. Економскиот аналитичар Милтон Рејес вели дека тоа не е примерна грижа за Вашингтон. Црвената линија на САД повеќе се однесува дека Кина ќе дава кредити и овозможува финансирање во Еквадор. Загриженоста на САД не е трговија, туку дека земјите во Јужна Америка може да завршат во долгови кон кинезите. Председателот Ласо на својот профил на Твитер напиша дека еквадорскиот извоз ќе има повластен пристап до најголемиот пазар на светот. Еквадорските индустрии исто така ќе може да набавуваат машини по пониски трошоци, рече Ласо и нагласи за другите придобивки од договорот со Пекинг. Que va a significar? Повеќе ракчиња од Еквадор во Кина и повеќе работни места во Еквадор, повеќе банани од Еквадор во Кина и повеќе работни места во Еквадор. За Кина, договорот не е само пристап до еквадорските земјоделски стоки. Ова јужноамериканска нација има и големи резерви на бакар, железна руда и нафта.